овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, ова е нешто конкретно. Утре е 20 март, денот на среќата, па таа тема ние ќе ја обработиме денеска. Велат дека среќата со пари не се купува, но одењето во шопинг и како го подобрува расположението. Факт е дека живееме во свет во кој се ни е достапно, па прашањето е дали сме несреќни затоа што сакаме да приграбиме се, а не успеваме или пак имаме премногу избор. Дали поговорката дека и богатите плачат значи дека среќата е одлука, а не зависи од околностите. Ке се согласите дека никогаш немало повеќе совети, мотивациони говори и пораки токму за среќата, а се повеќе има тажни, анксиозни и депресивни луѓе. Па ќе прашам каде грешиме. Дали среќата е исклучиво состојба на умот или пак е бесконечна цел за која апетитите постојано растат? На овие прашања ќе побарам одговори од овие гости. Дали е среќа да се родиш во семејство на актери или повеќе од среќа е обврска и однапред поставени критериуми кои треба да ги исполниш? Тој е син на Драган Спасов Дац. Дедо му беше Стево Спасовски, а од скоро неговата улога е среќен татко на Гаја, Јаков Спасов. Тој е еден од најпознатите радиоводители кај нас. Со својот уникатен хумор ги размрдува слушателите едно 30 години. За себе вели дека е подвоена личност, едниот е граѓанин од Виктор, а другиот е водител од Викса. Кој од нив е посреќен, ќе ни каже Виктор Петров Викса. Се вели дека кога твоето име и презиме е доволно за да сите знаат што си и кој си, тогаш стануваш бренд. Ако театарот е уметност, филмот е пари, телевизијата популарност, тогаш која од овие трите ја прави најсрекна? Или можеби станува збор за четврта среќа, нејзината актерска школа. Влези, не се соблакај, господја министерке, Весна Петрушевска. Дали навистина среќата е состојба на умот? Можеме ли да бидеме среќни кога светот околу нас сервира само несреќни работи? И дали важи правилото дека луѓето кои постојано се смеат може да значи дека се најтажните луѓе на светот? Психолог Розалија Секуловска. Па добре ми дојдовте. Дали имате примедби на најавите? Што министерката вика се е во ред? Совршено. Да. Океј, Поминуваш. Викса? Кој комплимент? Јас прв. Така. Феноменал, искрено да ти кажам. Чекај. До сега уживам во емисијава. Ова никој не ти го кажал у трета минута од емисија. Или пета, како и да, али ја да се истакнам и да кажам. Вакво гостуење до сега не сум имал од старт, вака мислам како почеток. Сега, Снеже, комплименти за тебе. Фала ти за ова 30-кава што ме изнаде колку години имам, мада не ги кријам. Да ти кажам, очекував малце подобра кондиција на овие години и веројатно човекот што ми е ангажиран да вежба на место мене треба да земам ја у мои раце нешто. Уклучи го на поголема Инаку позиција. од вака Чекај, имам прашање од за кеф и тебе. возбуда заборив што ме прашат. Чекај, имам специјално прашање за тебе. Кој комплимент би те направил посреќен? Аха. Да ти кажа дека си омилен радиоводител или дека си најпочитуван радиоводител? Колку време имам за мислење? Само малце да измозам. Одговарај. Одма, омилен, кец. Омилен, а? Омилен. Не почитуван. Види, почитуван е многу тешко, многу длабокото, па има сериозности, па не знам, почите со респект, па респект треба дисциплина, дисциплина, кондиција, да ги трнеме на страна. Ова омилен некако е за гушкање и поминај. Договорено, ти си омилен. Треба волкави одговор или сакаш пократки? Кратки, пократки, да го за краткото. Да компресирам. Океј. Добро, океј. Весна? Сега тебе ќе те вратам во времето на вртелешка. Ох, Боже. Знаеш зошто? Да, не знам. Затоа што ти си мојата среќна коцка. Добро. И сега ќе им кажам на сите гледачи дека првото мое телевизиско појавување беше во вртелешка кај Весна и тоа бев еден фотомодел, затоа што ви имавте тогаш еден дел кај што презентиравте еден бренд и Да, така беше, да, и после бане со томато, те бендисовме и ме прашуваше дали може да пробаш нешто и така те откривме. Така се откриени 3-4 деца. И супер е тоа што е тоа. Сега прашањето за тебе ми е, дали би била среќна ако сега добиеш понуда пак да ја правиш вртелешка? Па не, тоа не зависи од другите, тоа зависи само од мене.
Дали Ама би јас била сакам. среќна? Дали- Не, јас ја завршив правиш? вртелешка 10 години, поставив телевизиски формат кој што нескромно ќе кажам дека никој не го постигнал до сега, од проста причина што навистина се фокусирав на тоа многу години, многу работев. Сега работам еден сосема друг телевизиски формат кој што сакам да оставам легасија, тоа се вика таа Агенда 21, која што е веќе втора сезона и за волја на вистината е извонредна и ја гледат и на вистина имаме влијание многу повеќе од тие што ги Повторно земаат поставува парите. телевизиски стандард. Да. Така? И третиот момент, зошто мислам дека не треба да се вратам на вртелешка, е затоа што треба еве ти да направиш ток-шоу во една скратена форма, која што ви со Викса ти кажавме пред снимање, и тоа го оставам на некои други убави деца да го Е, работат. па да си отиде некој од гостите, што се многу. Што да ви И правам? темата, се извинувам, сега ќе дојде се какој психологот на ред. Темата ја сваќам како една тема за ментално здравје. Да, ќе го разговараме Така. тоа само на почетокот првите прашања. Слушаме сега Јаков. Што повеќе би те импонирало во иднина? Да те препознаваат како татко на Гаја или син на Дац? Барај трет. Добро. Ајде сега, Розалија. За тебе прашањето е вака. Вака погледни на сите нас, изанализирај не и да ни кажеш кој ти делува најсреќен? Не се смејте. Не, ако Озбилни? не се смее, не. Ама ние се тие што се смеат, не се среќни или Не се? се. Да, тие што се смеат имаат маска најчесто. Излог држиме. А ова тука ме заинтригира на почетокот најавата подвоена личност. Тука нешто мало. Од интервјуа го вади тоа, инаку Извадено од сите сме подвоени личности. Чекај, немој сега да ја сугерираш на Извини, одговор, ќути. Добро, Значи, добро. молчи, од Сакам- изгледот треба да заклучи. 3-4 кој ти делува најсреќен. Замрзнати. Јас мислам до мене. Ја зашто? Фала, многу се. Чекај ќе се расположиме па тие. Ама најсреќен е затоа што Да има чуем. придова. Толку ние другите? Добро, медицински добро го прочита, така е, размножене, има трет член во фамилија. Свети, едноставно свети. Не може да не свети, така. Околу него свети. Ајде да прашам сега, кога вие сте се чувствувале најсреќни и во каква боја е вашата среќа, затоа што, таму ќе ми каже и психологот, викаат дека секој си има уникатна боја на среќата. Слушам која е твојата боја и која си била најсреќна. Океј, вака, има неколку моменти. Тоа е кога дипломирав и кога веднаш ме вработија во МНТ и ми дадоа веднаш главна улога. Тоа беше некој остварување на тоа што ја замислив како дете, јас сум од дете глумец. Вториот момент е кога ги сретнав прв пат Мина и Кирил. Добро, и? И третиот момент е кога некако успеавме со Мина да се избориме за незината среќа повторно. Одлично. Тоа би било А каква онака боја затворено. е среќата или сите сегменти се различно боени? Три бои ќе ти кажам. Хајде. Црвена, жолта и сина. Добро. Да. Одлично. Викса, кај тебе која боја доминира кога ти си најсреќен? Јас кога сум најсреќен, да ти кажам, ми ги снемува боиве, имам тачкици и некако ми се врти. Не знам дали јас... Не, види, ако збориме за... Дали нешто консумираш кога си среќен? Контекстов, да, така се загревам за прашањето, пошто да Добро. добијам на време. Види, многу тешко ти е прашањево и не е лесно. Добро. Мислам, стварно, ако дигаме тегови, ми треба уште еден најмал овде за да ти одговорам. Филмот е дека си среќен тогаш кога ќе откриеш дека си живеел обично, не како да го кажам ова сврзано, кога сме настинати, па кога ќе го здравиме и некои посериозни такви ситуации. Тогаш си најсреќен. Некако тогаш ние тргам од себе најсреќен, не знам, сум бил среќен и на големи кондори, чорапи, патики. Секогаш кога не е така како што ја мислам, а ќе искочи убаво. Некако тоа ме прави среќен. изненадно среќа Знаеш, тоа, кога ќе да. претпоставиш дека ова ќе правам. И прв пат кога отидов сам на одмор, ама тоа има врска со джепарацот, нема врска со среќа. Која боја ти беа купачите? Антрацит, жолта, златна и тиркис. Еве, ако сме по Добро. бојки. Јакове, која боја е твојата среќа? Никогаш не сум размислувал, преска ти кажа една боја, ма секога размислиш. Друга боја, имам небесно плава. Добро. Добра, Добар. добра боја. Ама чекај, светло-розева би требало пошто имаш керкичка. Зошто нема врска? Керка со боја? Тоа е Тоа е Инаку Тоа се најсреќен предрасуди, стереотип. а?
Најсакаш удовче. Предрашно. Живот не по. Тоа е најдобрата. Или знаеш, мене кога ми донесат близначки во исто облечени, ти препознай ги или на снимање или на час. Викам веднаш ги препознай. Јас се препознава. Различни луѓе се. Ја Бог имав да еден чува, случај. кога ги облечат исто. Јас имав еден случај, баба ми, значи поради тоа што се важи, нели, сино е за машко, црвено е за женско и баба ми носи ме подарок и она купила сино фустанче. Значи викам баба, ама за машко е па сино е не. Што ако е фустанче? Добра комбинација. Ајде да сино слушнам, фустанче. навистина ли е така дека среќата се бои во различни бои, секој се ја бои? Точно, нема еден, да кажем, онака протокол, едно правило која емоција, која боја е. Дали среќата е црвена, бела, розева. Туку едноставно ние, психолозите, психотерапевтите, кажуваме дека сето тоа е индивидуално. За некого е црвената, за некого е розевата, еве и тука видовме, секој има различна боја на среќа и затоа кога задаваме некои проективни техники, баш и прашуваме. Значи, црвената на што те асоцира, некого го асоцира на лутина, некого на љубов. Значи од бојата гледаме што и како. Добро, сега вака. Кој е вашиот одговор на прашањето како си? Затоа што најчесто кога сакаме да видиме некој човек како е, го прашуваме како си. Кој сте вие, тип? Дали она ќути има и полошо или онака баш ќе си кажеш баш сум најсреќен и очекуваш дека нема да те бие малер? Весна, како си? Снеже срце мое, слушај, покрај се што проживеав во живот, значи вака, што скаш ти набројам? Што ја нема нешто што е супер живеал. Прави си на буква на буква. Од пожар, од ова педофилија, од кола во Вардар. Значи, нема нешто што не ми се случило. Некогаш мислиш дека е малер? Не? Та јас велам дека тоа е судбина. Ако немаш судбина, како ќе умреш? Без судбина не се умира. Татко ми да почине за да го утеша. Викам, тато, бе, живај, барам, имаме судбина, јас. И вика, да ти се моча во судбината моја и твоја. Искрено, значи, апсолутно е преживување во прашање и состојбата на умот е еден тренинг и е навистина како што се грижиме за своето тело, како што се грижиме за своето лице, за своите заби, така треба да се грижиме за нашето ментално здравје. Тоа е на исто ниво. Иако се смееш, тогаш се смеам. Ако сум тажна, тогаш сум тажна. Ако сум како си несреќна, сега во моментот? супер, ќути заљубена сум. Да? Многу е добро тоа е. Во кого? Не смеам да кажам. Он знае. Заедно сте? Да, бе. Идете заедно на одмор. Великден, заедно можеш ќе да се славите? скараме до Не, тоа. Великден дали заедно ќе Роден славите? ден имам прво скоро. Добро, значи ќе дојде на Да, роден ден. па, Добро, имаме ексклузивна вест. Сега сум така, денес. За сум денес ми е така. битно, За денес. За утре не знам. Добро. Ти, Викса? Субав одговор. Што да ти кажам после ова? Па како си кажи ми? Да ти кажам, мене кога ќе ме прашаат како сум, ја викам се подобре. Значи, добар сум значи и се подобрувам. Некако тоа ми е наједноставно и Се го плашиш опишувам. да не те бие малер ако кажеш супер сум? Не, дека сум супер, мислам ќе би лажал. Значи, или сум над супер, или сум под супер. Ова искрено ти го кажувам. Добро. И кога ќе влезам во таа средината, сега зависи. За бизнис ми е добро. Сега некои домашни работи кога бркам, интересно е. Битно е цртаниот филм, voice-overот, тој нараторот внатре, како ти го користиш нараторот. Инаку се подобрувам. А тоа ќути има и полошо? Тоа е Не го најчестото, практикувам. Не можеш тоа под шалче да го кажеш. Кога е многу ладно, Тоа е најлошото, ама сите го кажуваат. Јас не го користам тоа. Па да не го користите. Ајде да утврдиме вака. Ајде да утврдиме. Еве и стручна. Стручна гледа. Битно дека ние вечер сме на сеанс. Може Розалија да те вклучи. Слободно. Дали е модерно сите да се нервозни и не баш расположени? Не модерно. Дали е Застапено од е. 10 застапено 8 луѓе гледам дека бараат нешто по земја. И ја се фаќам себе. Не знам зошто е. Може одговор на стадо, мада ние не сме Ја имаме свести така натаму. Зашто го правиме тоа?
зашто еден од друг се заразуваме или сега мене понекогаш ме фаќа непријатно да сум расположен. Искрено. Па тоа е прашањето, значи да ти е Да, ми се незгодно да случи. кажеш дека се среќен. Например, знаеш како еуфоричен изгледаш ако си окей на неутрала шестидна каса во супермаркет. Чекај да го слушнеме и Не е баш окей. и Јаков да го слушне. Јаков, што викаш? Кратко и кратко мислам дека треба. Добро, Или сум супер, или сум одличен, или сум мех. Тоа би се трите опции. Супер ми е нормално, одличен ми е. Супер, со секим све, мех ми е. Мех. Добро, сега што ни ја расипува среќата? Значи има вака наброено. Комфорт на живот, неправда, политичка ситуација, партнер, друштво, двојни аршини. Што ни ја расипува среќата најмногу? Или лично вас? Среќата што ти ја расипува лично тебе? Јас сум малку покомплицирана за тоа. Секогаш се обидувам да не ми ја наруши никој среќето, ти среќата е на крајот од денот и личен избор. Знаеш, ако одлучиш да бидеш среќен и да се мотивираш сами од себе си и да работиш работи кои што те прават среќни, тогаш немаш проблем да си несреќен. Знаеш, има ликови, тоа се и профили кои што сакаат да се несреќни, кои што сакаат да ги сожалуваме, кои што постојано се attention seeks, нели? Attention seeks сакаат да привлечат внимание со своите постапки. Јас бегам од тоа и одлучувам да се борам, да бидам среќна и да ги правам луѓето околу себе среќни. Ама не е тоа позадача. Туку просто ми е природно чувство. Тоа некако... А у момент што може така да те изнервира, да те направи несреќна? Тука, например, нешто ако те чеша, немаш да се потфатиш и тоа е проблем, нели? Тоа се за чешање, да ти кажам. Битно е кај те Ме нервираат глупави луѓе. Добро, тоа е тоа. И ме нервираат полусветови, ме нервираат политичари и ме нервираат кои се дозволуваме да не водат во моментов како мислам генерално да ни ги креираат нашите животи не сакајќи и не учествувајќи ние во таа приказна. Тоа ме нервира. Тоа можам да ги пошлјакувам. Добро, Јаков, тебе? Не, го скокам него, ти он многу го мисли, одговори ти да широко и погачно кажеш. Ќе измонтира она. Мислам дека сите овие работи кои што ги наброја можат да допринесат за да ти го расипат расположението. Добро. А среќата не може да ти ја расипат, зашто среќата си ја твоја. Но па кога ти го зезнат расположението, може некако ти да влијаеш на својата среќа од тоа. Да кажеме, мислам дека не може да те ја зезнат среќата. Може само расположение и ништо. Добро. Ајде, Викса, што смисли ти? И сега ме опушти, сега таман почнам да мислам нешто, вода плати фле струјава до кај ми. Да. Месецна. Што ме нервира? Не, што ме прави среќа? Што ти ја нарушува среќата? Среќата ми ја нарушува лоша песна, мада не ми се случува нешто многу лоша музика. Ова што вика Весна, некоја глупава идеја, ама не глупава идеја по суштина глупава, пошто глупава идеја или глупост, дури е понекогаш интересно е ако е чиста глупост, Чарли Чаплинска. Ама ако е изглумена глупост, да, тоа сите не нервира. Ме нервира како живееме политичко-социјално, пошто ги имаме тие години, страшно ме нервира. Дури ме нервира што до тука сме си дозволиле да се нервираме. Од аспект на нервоза, тоа многу ме нервира. Ама добро е што знам да се тешам и знам да се однервирам, така да еквилибрирам. Ќути има и полошо. Ти кажав ја ќе излезе на Чекај Розалија да видам што ќе рече. Розалија, да. Јас само слушам и анализирам и многу ми се допаѓаат. Стварно сите одговори, например, кај Бејби ми се допадна моментот кај Весна, некој сака да остане жртва. Тоа е точно. Значи има луѓе кои што едноставно тоа би се рекло како скриптен избор. Тоа е несвесно, не го прави свесно. Човекот одбира да биде жртва, одбира да биде несреќен. И тоа е скриптот на Сизиф. Најчесто го бутка каменот догоре и само што ќе треба да стигне догоре до целта, ќе го пушти каменот и каменот паѓа. И тие луѓе сакаат да бидат несреќни, сакаат да бидат... И не може да им се помогне? Многу тешко им се помага, затоа што тие и да дојдат, тие се најтешките клиенти, затоа што имаат доста голем отпор. Ако не го надминеме отпорот, не можеме да работиме. Сега вака ќе Треба одам да на... го земе каменот, пошто каменот е многу бисер. Каменот да му го земат на Ако им го земе Сизиф. каменот, они ќе најдат решение. Сакам да речам. Или брдото да го смешка, ама спушти. така, некои луѓе уживаат, точно. Мислам, сигурни се ова што го... Да. И се хранат со тоа. Има една песна на Бора Чорба, ја знаете како е лепо бити глуп.
Да, ја знаеме како така, да. Може да ја знае некој. Значи, генерално во неговата песна тоа е тоа. Добро е да бидеш глуп. Дали тоа значи дека со примањето на многу информации, со менталното освестување, луѓето генерално сваќаат колку се несреќни или пак е подобро да не го активираш мозокот, па да се седиш среќен и ништо да не знаеш? А тие што се несреќни, тие се во комфортната зона, тие сакаат да бидат на тоа место каде што се. Ако не сака да бидат несреќни, ќе сторат нешто со себе, ќе го подобрат својот квалитет на живот, ќе земат да прочитаат нека книга, ќе се бават со спорт, ќе земат да учат повеќе. Знаеш, мислам, че си го има неколку нивоа како може да си го сменат животот. Така да јас тие несреќните и не ги есапам многу, и мислам дека тоа е нивен себичен избор. Ама нека не малтретираат други околу себе. Затоа што има многу поголеми проблеми. Не дека ќе има и полошо, туку има многу луѓе со многу поголеми проблеми, а не можеш да забележиш ништо дека се случува. Просто се бориш на фронт. Тоа е животот. Така ме разбирам. Јаков, ти што викаш? Значи подобро е да живееш во некој мрак информативен за да си бидеш среќен, не знаеш што се случува, или пак да ти се отворат чакрите све да дознаеш, па да речеш Боже, кај живеам. Да, со Боже кај живеам во секој момент. Да, цело време го едол со таа варијанта. Затоа што другата варијанта што знам да се медиумски мрак. Па не медиумски, него што мрак со информација. Да, и ништо да не знаеш, ќе бидеш сигурно многу посреќен. Не може да има медиумски мрак. Не медиумски мрак. Глобално сме отворени со интернетот. Ама да, може да Тоа сакам да ставам некој да не... Нешто ако те боли и ако не просрчаш на интернет за да видиш што... А, не, рак е 100%, ако го просрчаш на интернет. Значи, ако те боли нешто, што и да е се. Тоа е завршено. Молам? Ако просрчаш, ти вика утре ќе умреш. Да. Па и станеш несреќен. Да. Значи тоа ми е прашањето. Дали премногу информации? Премногу информации, да, затоа што информациите се од различен карактер и дознаваш други работи кои се поврзани со луѓе и со планета и со се што се случува, како се случува и колку и да на принцип се на полош. Како е лепо бити нормално е, да, како е лепо бити глуп. Е супер варијанта, ама па нема напредок. А Викса? Види, ова на Бора функционира за еден викенд, например, преку викенд у петок, оглупуеш у недела негде приквечер да се опаметиш. Тоа окей, тоа би го играл. Иначе страф ме фаќа. Иначе јас сум рекол, леле, зашто кога ќе те зовриеш малце, си викаш, добро бе, морали све да знам, као да не знам нешто за да не знам како. Не е баш интересно. Јас сум имал искуство, на кратко да ви кажам, кога имаш премногу адреналин, доживаш нека фаза на адреналински шок, паѓав со балон пред многу години. Со се балонов паѓавме 3/4 и себече како што треба, затоа и гостувам кај тебе, Снежи, иначе не би. Тука би седел некој оперски пејач. И имав адреналински шок, уствари ништо не ми беше интересно недела дена. Не го знаев ова, отпосле ми кажаа што е, како е. Од преголема, нели, од преголем страф, од тоа не знам како. Така викаат за да знаеш колку е неинтересно. Ова ви го кажувам ексклузивно. Значи, замисли си да не можеш ништо да осетиш, ни песна, ни јадење, ни машина за перење, не знам, ни девојка, да не збориме за пороци, ништо алкохол. Значи да пиеш колку сакаш и ништо да не ти е. Плюс да ти е чиста мисла. Има едно правило, нели вика дека ако некој е баш несреќен и вика аман ништо не ми иде во животот, треба да го однесеш на 3 места, да го однесеш кај некој кој што. Да. Значи да го однесеш на 3 места, да го однесеш во болница, да го однесеш на гробиште и да го однесеш кај некој кој што питачи или кој што нема лепо. За да свати колку е среќен. За да свати колку е среќен. Е добро, ама така дали сме фер, така нели, знаеш она као кога ќе добијам тројка, добро чекај, ти доби двојка, дај па ја тројка имам, да не се тешиме малце чудно. Не знам, ајде психологот да ни каже. Ова дека ако некој баш е несреќен треба да ги погледне баш вистинските несреќи. Дали е добро да гледаш некој понесреќен од тебе за да ти биде среќен? Тоа е уствари што реков ја ова. Не сум од Скопје, не сум од психологот. Индивидуално е. Се е различно затоа што сите ние сме различна структура на личност. Меѓутоа ова со 3 места прво помислив дека е као она баба гатара нешто. Така го кажа. И викам се 3 места и викам се што е ова суеверие некое. Али кога рече лудница болница на полиција ме потсети на значи во психотерапијата има еден момент играње на игри.
Ние луѓето сите играме игри. Не играме детски игри, туку играме возрастни игри, тоа се нарекуваат психолошки игри. Меѓутоа тоа се несвесни игри и ако играта има 4 степени, ако е на највисокиот, на 4-тиот степен, тогаш личноста завршува, еден од тие играчите завршува во лудница, болница, гробишта или затвор. Или затвор, ти заборави Да затвор. го затворот го заборавив, да бидам поблаг. Да. Така да- добро. Држела вода, Држи тоа е вода. вистинско. Генерално, интернетот и социјалните мрежи, и Инстаграм, и толку се преполни периодов и последниве години со мотивациони говори, со тоа колку треба да бидеш среќен. Ама се повеќе луѓе се тажни и анксиозни. Каде грешиме? Што е уствари суштината? Тој притисок дека мора да бидеш среќен, па и некогаш да си тажен, викаш леле, морам да сум среќен, па уште си понетреќен зашто не можеш да бидеш среќен. Знаеш како, јас мислам дека Ајде. луѓето кои што имаат премногу време, имаат условно и време да се бават со милион глупости кои што се случуваат во текот Треба да на бидеш денот. зафатен, за да немаш време да мислиш на не зафатен, глупости. туку треба просто Дефиниција. да работиш. Треба да Але правиш да, нешто. зафатен, Да. треба да правиш нешто. Значи, јас сега не знам, јас сум несреќна ако имам помала плата. Океј, јас ќе бидам Добро. посреќна ако работам и ќе направам поголема платата, нели, за да ја живеам подобро и милион други примери има. Но ако седам дома и сум несреќна, секако да ти И кажам... листаш Инстаграм сите ваму Не, тоа таму. избегнувам искрено. Така? Многу Но да, како пример давам, пошто сите седи дома, Види, листа, у, гледа анксиоза ова, немам ваму, Не, што сега да ставаме, највеќе сум се смејала, има на она Reels што се на Инстаграм, ако гледаш ако ја слушаш оваа минута, оваа песна, 3 3 минути ќе ти се оствари желба. Да. Викам, вие за скрос откачен. Откачен го е тоа е. Па пора да се прати на А пет сега има Reels. 7 години не среќа. Сега е модернизирано. не А у огледало аналогно 7 време тоа години со не писма се среќа. каже. Со писма, да. Сега е модернизирано. Да, Чекај, имате ли вие некое суеверие во кое што верувате и кое што Ја само за во театар. Да, кое ти е? Да. Што Па, не кога правиш? кажам, нема да е суеверие. Нема, да, не сме да го кажем. Не смееш, Не го не кажем, смееш. не го- Не е а како ритуал функционира? кој што го правиш за да... Висна да, функционира, за да ти тргне. например, ако не го направиш, Па, не е вие така многу како... смешно ќе го кажам. Не, не го само. кажи. Добро. Само Ама за добро. пред аудиториум ќе почне да ме тролат. Не, кјутиме тоа. Инаку Види, тоа ми е Добро. мене до ќе ти кажам. Океј. Ама многу Добро. мега смешно. Викса он после ќе раскаже на цело радио. Не можем да го, значи ќе ми кажеш На тоа што... радио кој ќе да Тоа ми што смеам кажам да за знам. телевизија. Готово. Добро. Ти Викса имам- имаш нешто? Ритуал, немам конкретен. Не, ама во нешто што не правиш за да не те бие малер или да... За да си поминам добро, негде кај што ми е многу битно да си поминам добро, на пример не се облекувам во некои тотално транспарентни бои, ако сакам да останам впечаток. Тоа ми е некако. Да. На пример избегнувам, не знам, ова може за кај Розалија после емисија, али Ја се зачудам. дека кога сакам да си поминам корисно, се облекувам во некои тапа бои, што знам, црна Чекај, тега. бре, Кои сега се си тие си тапа? цел жуто Сега си имам облечен. Значи не кеш да си поминеш корисно. Не, сакам да си поминам. Леле. Кога сум во шарено облечен, си поминувам окей. Ако ти дојам у црна Не ми мајца, црна збори. кошула, Немој, не ми тотално- збори, виш, слушај. Понекогаш го правам тоа. Тоа ми помага. Добро. нешто Свати си- што мислиш за мене. Добро. Ајде ја. Може и со Ја попусти. Готово. Немаш ништо? Например, нема представа не го правам тоа за да не ми се случи. Немаш ништо? Не, што и да правиш ако треба да се случи да представа. Се случи, а? Нема. Джабе ти е ти. Да. Што сакаш прави? Моли се пред представа. Што си тоа не можеш. Добро. Имаше некои Е, сега, лажни пошто тука ја начнавме јачка темата за представа. парите. Живееме ли во материјален свет во кој што парите ја покажуваат вистинската вредност на човекот, од типот секој сите прашуваат колку пари взимаш, односно сакаат да Тоа знаат. толку непристојно прашање. Е, така, непристојно е Не, прашањето, тоа, меѓутоа, прашуваат уште. дали и ти си добиваш некаква вредност кога знаеш дека повеќе си заработил или дека можеш да добиеш поголема плата? Речи ниска ти Јас платата? обратно ќе ти Ајде. одговорам. Јас се нервирам кога ќе ми понудат работа која што е под цената која што треба да биде на пазарот за еден актер. Така. Е тогаш Значи, ти ми ја намалуваат кажувам, вредност. дојди јас да ти платам и не ми се јавај повеќе никогаш. Тоа е одличен одговор. Извини, јас тоа си Тоа се е затоа што менеджирам. други актери ги прифаќаат тие цени. Да, и они ти ја рушат цената. Да, Знаеш, ама пазарот го и затоа што целиот систем е ти си заменлив, ама па немам јас никаков проблем од тој аспект, така да се што сум направила до сега, знаеш, не мислам, ја точно знам колку бредам на пазарот, не треба да ми каже никој.
И ако некој се обиде да ми ја симне цената, тоаш нема да му дозволам, нека земат кого сакат, јас немам проблем. Сега, ти ќе ми одговориш на тоа прашање? Или не сакаш? Многу беше јако на прашањето, стварно не знам, не се правам фраер, не знам и не сум ги прашал колегиве колку се платени, искрено. Добро. И си ја бркам мојава работа. Мислам дека заработувам доволно, ама сигурно има некој што има и поголема плата, ама не ме пипа тоа воопшто. Да. Добро, добро. Розалија, како е кај вас? Јас- Вредноста на парите е вредноста на човекот или Не, не. Добро. Само имам баш анегдота, значи од Ајде. мојот живот, баш онака што е типично за мене. Прво, со Весна се согласувам. Значи има луѓе кои што во која и да е професија го намалуваат рейтингот затоа што се продаваат на пазарот за пониска вредност. Вредноста, значи, во бизнисот, колку јас вредам, уствари е материјалното, нели, колку ќе се продадам јас. И парите се енергија. Значи, доаѓа и си оди, за разлика од ние што се скржави, кои што си ги чуваат, тоа се анални типови, според Фройд, нели, познати од Фройд, и си ги пребројуваат парите, си ги чуваат и цел живот живеат многу оскудно. За разлика... врти парата треба? Парата треба да се врти. Тоа... Сега, ова ми текнува, значи, на моето детство за парите. Мајка ми и татко ми, ја бев дете. И секогаш се сеќавам кога нешто ќе требаше сметки да се плаќа, да се купува нешто, парите беа кај мајка ми. Кај нас, тоест кај мајка ми, и она одбираше, нели, ова ќе оди за ова ќе оди за тоа, и секогаш викаше, леле, Трајче, немаме пари. И татко ми беше сосема друг тип на човек кој што викаше, имаме пари. Значи, имаме пари. Ако имаме, доаѓаат. И ова беше интересно. После некое време, јас, нели, растам, гледам и само мајка ми пак, леле, Трајче, и татко ми ја гледа, и мајка ми, имаме пари. Имаме. Добро, тоа е добро. Сега, ако викаат дека среќата со пари не се купува, И песна има за тоа. Има, среќата со пари не се Гарант купува. на свадба му ја свириле кај ја. Не, немало таму пари. Дали мислите дека конечно треба да се смени оваа поговорка во среќата со пари не се купува, ама дефинитивно полесно се стига до неа со пари. Добро, тоа го има и во парите со тепувачка. Да. Панов има напишано таа. Значи така да си ја Вака, тераме вака. Ја- поговорката, значи ја менуваме официјално Ја променета. тотално би ја сменил, бидејќи Добро. не види, не се менуваат поговорките, веројатно остануваат во Се надополнува, а се апдейтуваат. Да. Направивме еден апдейт направив. Ај сега само уште со нациите и имам едно специјално изненадување. Слушајте сега вака. Последното мерење на среќни нации според животен век, социјална заштита и корупција вели дека финците се најсреќни, па данците, а на четвртото место се швајцарците. Финците велат најдобрата работа во нивната земја е образованието, а швајцарците демократијата. Прашани швајцарците, што им поттикнува среќа, рекле нашето чоколадо. Сега прашувам, дали символот во Македонија на љутата пиперка е во суштина символот на среќата? Што тоа значи? Има да јадеш, љуто ти е, незгодно ти, или ти јадеш, ти течат солзи? Дали така живееме ние, во суштина јадеш, грижеш, знаеш дека не е добро, ама си го тераш така. Ама нема друго што. Ама дали љутата пиперка е символот Мабојот е на Македонија за среќата? Не. Не? Не. За издржливост, јас би рекла. повеќе За издржливост. Да. Чили. Па може и мистичност, некој дим има тука у пиперкава. Пикантност нешто. Пикантност. Среќна земја, сончева земја. Не, салута пиперка, типа од кај. Не, добро, види, она за да ја да ја фрли темата, ти тоа коцки Значи, како се прашувам вика. на овие символи на чоколадото се среќни, ние имаме љута пиперка. Никогаш не сум ја Имаме, гледал. нама ти Имаме кажувам дека лута пиперка. Имаме лутеница, имаме лут ајвар. Але има лута пиперка во... Ори се сека. така. Така го Имаме кажувам. и вода. Вториот Добро, значи љутата пиперка ништо не ни е Не, символа. не бива, не бива. Добро, Не ајде бива. вака сега. Финците викаат дека размрдувањето на телата и вистинска среќа доживуваат кога ќе се избањаат у ладна вода. Јас се ја прашувам дали во нашава земја, кај што седењето на ладен бетон и промаја, значи болест број 1, можеме да бидеме среќни. Тоа е глупости од промаја, нели од промаја ти. Па е, од промаја И секој матичен ти вика, бе, промаја да не те фатило овде, ако ти да не... Тоа е нашата дефиниција. Нема везе. Мислите дека ако македонците вака колективно не иселат во Финска,
Ке станеме посреќни или Не, ние веќе Прашувам. стануваме полека на сигурно дали стара дали нација. стварно ќе станеме ние посреќни или ќе ја направиме бедна Верно, ќе држава? уништиме државата систематски. Ние стануваме стара нација, децата ни одат. Добро, кога сме кај децата, имам едно специјално изненадување. Моментално е најмалата голема звезда на македонското актерско небо. И пее, и глуми, и дела од реклами, но и од сериозни проекти како Тетовирани души и краткометражниот филм Тале и Корона. Среќа е да го имаме денес во емисија Иринеј Ковчич Оддајте музика! Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се враќаме, нашата звезда пристигна, нашата среќичка Иринеј. Дали те научи Весна дека звездите генерално влегуваат последни? Да, Да? Значи се чувствуваш веќе како звезда? да. Да. Може. Добро. Ајде да ми кажеш, затоа што ние зборуваме за среќа, кога ти си бил најсреќен? Или што те прави тебе среќен? Кога сум бил најсреќен, може да направам 3. Може 3. И Вик се наброи. Не, и Весна наброи 3. Вие сте се договориле, море. Твое дете. Значи, прв пат е кога почнав на глума со Весна. Добро. Второто е со Теа Ружин во Добро. една представа, нели, Тетовирани души. Многу е добра представата. И трето? И третото ми е на секој снимање како што одам сум секад среќен, дека знам дека ќе помине добро. Да кажем колку епизоди имаш снимено. О, 120. да. 120 има. Добро, сега, ајде да те прашам вака, што ќе им порачаш ти на дечињата кои што не можат да бидат како тебе и кои што се несрекни заради тоа? Тешко Па прашање? ја би рекол дека не може секој да следи друг некој за да биде добар како него, ист како него. Например, Весна не може да следи некој друг за да биде како неа. Мене, Секој си сите е Не останали. оригинал. треба да биде втори Иринеј или втора Весна Петрушевска, да го треба да Една ма Весна. браво, тоа е тој најискрен одговор, добро, сега. Има една сериозна тема која што е булинг, така? И тука имаме најголеми несреќи, односно најнесреќни се децата кога генерално ќе бидат изложена на булингот. Ајде да ми кажеш што мислиш ти на тоа? Стварно тешко се во моментот е тешко кога ќе ти го прават нештото. И као од нивна страна е интересно ова тоа закачаат. Нека те за љубомора, нека те као е ова тоа, вака така. Ама кажи кога почна да ти го прават булинг, кога почна да снимаш, така? Да, Значи, одајте и на музика. него му прават булинг, така? Да, И ти- да, така, аха. булиране. Добро. И сега, нели, еднаш, два пати па иде, знаеш, немој, не го прави тоа, ќе се деси полошо и ој пак продолжува. Па друг пат, трет пат, вака, така, иде у полошо. Ама кога не може да се превземе мерки, кој ќе почне више да те закача, Добро. треба да се одбраниш, Треба да се одбраниш, така, значи... да спечелиш на земја. И тоа е дозволено, така ли? Па не е Ама тоа не е, да, така каже Весна, не е убаво да се тепаш, ама ако прв почне, мора да вратиш. Ова се те баш убаво е да се браниш. Добро да знаеш да се браниш е најбоље. И кога не ги слуша педагогот на училиште, ако не ги слуша психологот, ако не превземат ништо, ако немат тука тоа е најголемиот проблем во моментот во Македонија, булингот. Добро, кажи ми за колку време учиш еден текст? Кога ги снимавме сега епизодите Дајте музика, Добро, кажувај. Тоа беше многу Тотално напорно. Цаци Паковска ги праќаше вечер. 9:30 вечер ги праќаше. 9:30 вечер, издадов, ама пола сценарио. Не знам. И од пола сценарио ги праќа приквечер, охо-хо. И ти мораше да ги научиш. Моравме сите да ги учиме. Многу имаше проблеми за тој што нема да знае текст и има, нели, сега, ако некој не знае текст, ќе се привлече внимание на него, ајде учи го вака, така. И полесно е кога секој глумец знае текст. Ја текстот, например, да кажеме, го учам лесно и за кратко, зашто го запамтувам тоа одма. Аха, има Особено фотомеморија или? Не, особено има метод. Јас ги учам децата по Мајзнер. Аха. Значи Мајзнер е еден од најдобрите учители по глума и он ти вика ти не можеш без текст да работиш. Па ако сакаш после тоа делкај го на 100 начини, на 100 работи, шамарај го текстот. Се работи не е за фотомеморија, туку просто е тренинг. Ти мора пред телевизиска имате одредено време. Имате 8 сата да снимите една епизода. И тоа е многу Кој неблагодарно. побрзо учи текст? Возрасен човек или дете?
Зависи. Имате Зависи, а? глумци кои што учат Зависи. многу брзо текст, има глумци кои што тешко учат текста, се одлични. Сум чул за некои многу добри глумци, Да, е па што не дека има проблем. не може, мислам, не може. Блок може да им се по да не се свету, случи. Да. А чекај да го прашам Иринеј сега, Дали е- пошто и пее. извинете, да, јас Да, пошто и пееш. А сакаш да постигнеш некој голем успех? Како пеач? За пењето. На Евровизија ништо да отидеш. За пењето. Не? За За пење. пење, интересно ми и убаво ми е да пеам, ама више би сакал глумец него ли пеач. Сега на крај дајте малце да се расположиме таму кај најмалиот Јаков и кај Иринеј. Може да се надпреварувате двајцата да видиме кој поголем балон ке надува. Јаков, вежбај. Вежбај. Не може- Јас ке така. Нема да си му После попушта. тоа ќе ги поделиме и Да му подароците. попушта глобство. Ајде, чекај сега, ајде. Ајде да видам. Може? Ајде. Нека Поголем вие балон. сега да Не. вишам Е, просто- ама не Поголем смее да балон. глуми дека прави балони. Не сме Мора да прави да балон. биде Ајде. реален, ајде. Ајде, 3, 4, ајде. Ама поголем балон, не ништо. Накај- добро. Не повеќе, туку поголем. Ето како се Учи се тата, учи се. На кај камерите и тоа огромен е. окей. Еве Еден голем, близнаци, добро. еве близнаци. Еден голем. Добро, имаш Еве ти тука си. Ајде. атом на кислород, водород и Добро. емисион. Ајде, не. Ајде, дувај, Ама дувај, види, види, Јаков, Јаков дувај, колко амбициозен е. Сака да Дувај, направи. еве, добро. Сакам, ама не ми иде. Не ти Иде, да. иде. Напред со увлекување, не дувај. Ајде, Јаков. Ајде да видиме Иринеј. Опа, добро. Иринеј Добро е, направи еден добро е, голем ќе се спојат, ќе и се Јаков спојат. направи еден голем сега. Нерешено. И Не, не, двајцата се сериозно. добри глумци. Сега не знам. Тере, не се Што откажува. тие кога се се двајцата, откажува, знаеш, кога се добри глумци, се надополнуваат без обалони. Не ќе да се. Ајде, Викса, пробај ти да видиме дали ќе победиш. Извини, ради Аха. не Ајде. го напуштам столчево, па што сакам. Дувај, Иринеј, не се откажува ти срце. Не, ете, да не им дадеш да се игра. Ама летна, ама не Не ме го го решив. Плюс. Оваа игра ви ја дадов заради тоа што викаат дека кога ќе почнете да дувате балони и кога само што ќе ги видите ви предизвикува среќа да И знаете. тоа е точно. Ете така. А ви сте- Дувајте балони, вие продолжете и понатаму, барам джингл. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве сме при крај, значи уште заклучокот на целава епизода ни остана, иако бога ми се накоментиравме, бога ми дадовме интересни заклучоци и нормално рековме дека јаготката дојде на крај, го имавме Иринеј. На крај ќе ви доделам подароци. Не знам дали ова метро мери среќа, ама ќе пробате. Нашите драги пријатели од Меркур ви подаруваат. Вака. Метро ли да мерам? Метро да мериш, Па мене бога ми. одма на друго ме асоцира што да мерам. Тоа беше кога се малите и големите работи во прашањето. Добро. Сега прво чекајмо. Имате тука витамини и минерали. Аха. Има да работиш по дома, да, витамини и минерали, секогаш се добре дојдени. Од Вите ма Енди. фала, Снежа. Да. Значи, пастата за чистење, ова е единствена на македонскиот пазар, нова е, чисти се, не знам дали чисти несреќни луѓе, и ќе проверите тоа. чисти И прљави тука го мисли. имаме кедров балсам, релакс, за ако случајно имате вени, за релаксирачки вени, да се релаксирате кога стоите Фина не испрати подолго. као за на бања да идеме. Да се- Гледаш ли на крај? Ама све е за Ти си среќа го ова. чуваме, ај ти ова. Не, а чекај, ова, за ова е Тие за згојни ќе среќа. Ова за среќа е и кога си работиш, све е А за што викаш? среќа. Да знаеш. Дебе, сега ти Ете има така. обавези. Еве ја да отворам. А магнезиум за нерви било За добро. нерви било добро. Гледаш, Добро. за све има. Таму кај таткото исто има, а имаме ни еден специјален подарок. Да знаеш од нешто конкретно, за Гаја. Чекај, јас ќе го отворам вака, затоа што е музичи и ова музиче ти ќе го слушаш постојано. А? Леле ше сладко. Нели? Ете така за срекичка. Благодарам. Да, еве. Повели. Че остави нека свири. Нека Со хајна, свири нека се за одјавува, срекната ова музика. свири, Да. се легнуваат луѓето. Више Дремка ме фаќа и дај прашувај ако Пушти прашуваш. за да заспие да не го одговори последното прашање, да не се одолжи емисијата. На крај, ајде да заклучиме. Значи, генерално живееме во општество
кој текако не е среќно за живење и текако од секаде ни допираат и информации за несреќи, и информации за нелогични ситуации кои што се случуваат. Како да се биде среќен во несреќен свет? Како да ја дефинираме среќата? Па нели рековме вака, глеј, ние само го перцепираме нештото дека ние не живееме среќно. Се договараме дека ќе учиме по една работа дневно нова, и ќе воведеме најмалце една навика, некоја добра, што не ги малтретира другите. Не знам, нека биде точак, тротинет, електрично нешто, нека биде некој експеримент, нека биде прошетка во природа. Тоа е онака најрестарт варијанта, што на секого му треба. Купете животно, папагал, хрчак, гуштер, евте Весна има 5. Тоа е толку среќна. Усвоете не... Весна, ти си среќен човек. Тоа е да кажам, добро, значи точак, куче и Електричен тротинет. електричен тротинет. Добро договорено. Тоа е, значи, твојата формула за среќа во несреќен свет. Твојата формула за среќа во несреќен свет е? Да не ги слушаш другите што мислат многу. Да си правиш тоа што сам сакаш и на тебе што ти одговара. Добро. Нормално, ама да биде обзирно према другите, да не би наштетувало. Анархија. Добро, ми се допаѓа. Твојата формула? Мене ми е, јас сум среќна кога другите ќе ги направам среќни. И тоа го правам секојдневно. Прво дома, па после и со децата кои што работам и се обидувам да сонувам заедно со нив, оти нема, верувајте, нема ништо подобро од друштво со деца. И затоа така добро изгледам, затоа што ме регенерираат. И се чувствувам као Дориан Греј, али ми е фантастично. И нема ништо подобро од тоа да се дружиш, да едуцираш деца, да се бавиш со нив, да им помогнеш, да учествуваш во нивниот сон ако можеш, ако можеш да го одсонуваш нивниот сон. Значи сега заклучувам дека почетокот во најавата, четвртата среќа е најголемата среќа, така ли лекарската школа? Дали беше среќен што беше во емисијава? Да. па не, мислам не. Најсмениот одговор го добив, добро. Што чекаше многу ти направи проблем, нели? Малце досадно ти беше. Не, супер е во емисијава, само морам да кажам дека никад не сум бил во значи со повеќе глумци што се стварно добри и изненаден сум. Добро, баш ми е драго. Одлично. Ајде, Розалија, на крајот да заклучиме како да бидеш среќен во несреќен свет. Бил ставили ти. Има бил. Требаше на почеток на емисијата. Тоа е добар джингл за било. Има дури и книга таква, така да може да се прочита. Мојот рецепт за среќен живот е да си направам и си правам микросвет околу мене со моите сакани луѓе, блиски луѓе. И тие негативни информации кои што доаѓаат од надвор, се повеќе ги сведувам на минимум од општеството, нели сите овие негативни општествени глобални случувања, ги сведувам на минимум, не ги слушам, не дозволувам толку да допрат, а кога си среќен, зрачиш, има луѓе кои што сакаат да земат од таа среќа, несрекните луѓе, тогаш на тие несрекни луѓе им враќам со љубов. Така треба. Добро е. Значи израчи среќа за да другите видат среќа. Така ли? Добро. Ви благодарам многу. Ке ве поздравам вас, драги гледачи. Не заборавајте, недела 17 часот на Телма телевизија нешто конкретно, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Тука сме секогаш ако сте пропуштиле некоја епизода или некоја изјава. Ги поздравувам и Вега, кои што се грижат за мојата насмевка. Проверете што се има кај нив на vega.mk и не заборавајте да го купите новиот број на убавина и здравје. Ве поздравувам. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.